Продолжен полициски час, политичка или здравствена одлука. Владата тактизираше до самиот крај колку време ќе трае полицискиот час за продолжениот викенд, како владеачката СДСМ да сака да го матира министерот за внатрешни работи Наке Чулев, единствениот представник на опозицијата во техничката влада. Оддалеку се надзира реториката која ќе ја искористат против него. Непочитувањето одлуки и неактивирање на полицијата бара одговорност. Полицијата мора да постапува кога има прекршување на полицискиот час. Од друга страна пак, забраната за движење се коси со одлуката на власта дека веќе од вторник ќе отвара кафулиња и ресторани, односно ќе ги намалува рестриктивните мерки кои ги спроведува поради пандемијата. Од тука се поставува прашањето што може да се смени за неполно деноноќие. Иваза донесе протокол дека за Бајрам ќе има верски обреди во џамиите, а премиерот Оливер Спасовски порача дека нема верски лидер, функционер или институција што се посилни од државата. Врелиот костане во рацете на Чулев, кој е пред свршен чин, или полицијата да интервенира или да поминат без казни оние што нема да ја почитуваат уредбата за ограничено движење. Со првата одлука би го насобрал гневот на верниците. Втората пак е веќе позната. Спасовски ќе бара одговорност од министерот, налик на реториката од 9 мај по одржаната литија во Струга, за што вината беше префрлена токму на Наке Чулев. Остра реторика на премиерот кон министерот не изостана и денеска кога му порача дека полицијата постапувала недоволно во спроведување на мерките во ек на пандемијата, а тука играла улога и политиката. Техничката влада скоро секогаш шеглува за уредбите на министерот Чулев. Или се одложени или не се прифаќаат, па дури и таа за награда на вработените во МВР во висина од по 15.000 денари, за што власта на СДСМ не дава пари.